Здраво на сите, добродојавте во моето ново видео. Втор ден студентска конференција и пред да почнеме со целиот хаос во денот, сакав да накратко објаснам и снимам она што претходниот пат го ветив. Во претходното видео објаснив како успеав да научам норвешки за релативно краток временски период, да го положам норвешки прве тестот кој што се бара за да студираш во Норвешка и некако како се спремив емоционално за тој испит, кој што беше big deal во тој момент и на кој начин за кратко време од B1 поминав на B2 и го положив истиот тест. Денес ќе зборувам малку за кои методи, на кратко, само ќе споменам, што всушност најмногу ми помогна, иако, треба да сумирам се што сум правила, на кој начин всушност сум учила тие практични методи кои ги нарекав во претходното видео, ако треба да ги сумирам на кратко во 2-3 чекори или 2-3 методи, тоа би биле следниве. Пред се, ако веќе би рекла дека најважно од се во било кој јазик странски учење е комуникација. Јас во тој момент бев сама во тој процес, односно немав некој со кој можам да зборувам на норвешки, да вежбам, да пробувам и така натаму. Во Македонија уште живеев, немав познаници тука кои ќе ми помогнат, туку некако тоа се одеше сама со себе преку интернет и се што може да најдам од материјали достапни. Така да летот имав курс, меѓутоа B2 го учев сама, всушност, така да она што најмногу го правев, нормално, тоа бара една огромна посветеност, секој ден во подолг временски период, не значи дека во 3 месеци треба да се научи B2 ниво, меѓутоа тоа беше мојата ситуација. Она метода која што најмногу ми помогна всушност беше да сама себе пред огледало седнам и да пробам на тие теми да зборувам на норвешки, гледајќи се себе си, навикнувајќи се на тоа јас да го зборувам тој јазик. И тоа е нешто што најмногу се ми помогна. Всушност и да го применам она што го учам, меѓутоа да усно на некој начин ми стана тие теми поблиски, за да можам подоцна да зборувам и да дискутирам на истите тие теми со на самиот испит, всушност особено устниот дел. Она што ми помогна во однос на писмен дел и како да научам да пишувам точно, освен граматика, вокабулар, што се неопходни, е тоа да сама пишувам повторно текстови на тие теми. После читање на артикли или слушање на таа иста тема, да пробувам сама да дадам моje мислење на тие теми со оној вокабулар што сум го учела, меѓутоа во писмена форма. Тогаш се уште не беше актуелен AI пред 3-4 години. Денеска тоа е многу полесно да провериме дали тоа што го пишуваме всушност е точно или не. Така да навистина од се срце препорачувам денеска и да се провери со AI, дефинитивно ќе биде во голема мера и точно тоа што ќе го врати. До сега не ми се случило и кога и да пробам да биде нешто премногу неточно, напротив, така да денеска многу помага тоа, особено ако сте сами во тој процес и нема кој да ви прегледа, помогне и така натаму. И за крај да се слуша јазикот, што е можно повеќе, колку и да не ни интересира норвешката музика во мојот случај или било која друга, или филмови, серии, дебати, YouTube, што год да најдете на јазикот, само слушање и слушање многу помага, затоа кога си во таа некоја странска земја многу е полесно да го научиш јазикот, него ли од својата матична земја да учиш странски јазик, особено јазик како овој, каде што не можеш многу да најдеш материјали, професори и да зборуваш со некој. И тука нормално има апликации, платформи, Facebook групи, свашта нешто што може да ви помогне. Мене во тој момент ми помогна една WhatsApp група, каде што имаше луѓе кои учат норвешки, преку таа подоцна почнав и да предавам на други што се подолни ниво од моето на јазикот. Меѓутоа и апликации како HelloTalk, Tandem, каде што се спојувате со луѓе кои што зборуваат на, да речам, на пример норвежани кои го учат, кои го знаат јазикот, нивниот мајчин јазик и кои сакаат да научат, да речеме, македонски. Така да си помагаме еден на друг во процесот и тоа се е гратис, така да не ви треба многу за да се постигне резултат, треба многу посветеност. Не треба многу вложување, можеби финансиски, меѓутоа треба многу вложување време, што е уште поголема инвестиција во денешно време, и тоа мене ми е јасно. И не значи дека секој треба во 3 месеци да помине такво ниво за краток временски период, меѓутоа тоа е процес кој трае. Јас уште учам норвешки, тоа сакам секогаш да го напоменам. Ама ова е нешто што навистина ми помогна да го убрзам тој процес и она што на крајот на денот е најбитно. Дали е во писмена или устна форма комуникација, тоа е она што најмногу се бара подоцна. Не само на испит, туку и во секојдневна проверка на тоа колку сме спремни да го користиме јазикот. И нормално она метода со
си зборувам сама со себе пред огледало, како што сега го правам тоа всушност на малку поинаква форма, е нешто што навистина многу помага, како за соголемување на самодовербата, така и за тоа да самите си се на некој начин привикнете себе си да се слушате себе, својот глас во тој нов јазик кој што го учите. И нормално оној вокабулар или темите кои ги обработувате да ги изборувате усно. Тоа е најефикасниот метод на учење на било што, мислам дека, а помага на овој начин и за да се научи нов јазик. Благодарам многу на вниманието. Тоа е сумирање малку на овие неколку методи во 3 дела, ако ги поделиме. Нешто што многу ми помогна и од срце препорачувам да пробате, па дури оној момент на предогледало сама со себе правам диалог, али навистина нешто што го забрзува цел процес и ја зголемува самодовербата кога учиме нов јазик. Благодарам на вниманието и се гледаме во моето наредно видео.